Ни црвени линии, ни шарени, ни бели. Новата резолуција на СДСМ буквално не нуди ништо ново, освен патока со строго утврдени рокови во кои, замислете, треба да ги направиме уставните измени да ги ставиме бугарите во уставот. Толку. Поголемиот дел е препишан од претходната резолуција која патем СДСМ ја погази по сите страни и ја третираше како тоалет хартија. Се друго се само празни фрази, но и лаги, од типот дека државава се викала Северно уште пред промената на името. Основата на проблемот е што СДСМ упорно не сваќа или намерно не сака да признае дека по прифаќање на францускиот предлог и негово инкорпорирање во преговарачката рамка Македонија нема проблем со Софија, туку со исполнување на бугарски услови, но сега наречени европски услови. Така што 80% од резолуцијата е полна со глупости, но затоа делот за уставните измени е многу добро и многу прецизен. Владата до 25 ноември да се изјасни дали ги прифаќа постоечките амандмани. Ако не ги прифаќа, да поднесе нови до 1 декември. Прво гласање да биде на 15 декември, целата постапка да заврши до 10 февруари следната година. Искрено овој дел како да е пишуван во Софија, а не во Скопје. Како резолуцијата на СДСМ да е коспонзорирана од бугарската влада. Затоа што, како што реков, освен барање зитни уставни измени, во неа нема ништо друго. А токму уставните измени ги бара бугарската влада, а за тоа притиска и Европската унија. Така што оваа резолуција оди сосема спротивно на волјата на граѓаните и ги подкопува сите напори на владата, односно напори на Македонија како држава да се избори за подобри услови. Едноставно СДСМ повторно ја уништува македонската позиција и тоа однатре. Како малку да е притисокот од Брисел и Софија, сега треба да се соочуваме и со нашиве предавници од Бихачка.